Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Почитувани, добар ден и добре дојдовте во нови 70 на минути на емисијата Македонски глас на Македонското црковно радио. Јас сум Небојша Карапеовски и еве што ви подготвив за денес. На политичарите им одговараат, затоа ги донесоа ваквите измени на кривичниот законник, вели претседателката на Уставниот суд Добрила Кацарска. Советот на општина Тетово одобри јавно-приватно партнерство. Фирма од Словенија ќе работи на собирање и депонирање на смет. Готов е зиданиот дел од портата на црквата Света Екатерина во Тетовско Стенче, а за да биде целосно готова, потребно е да се изработаат врати од ковано железо. Со 7,5 милиони евра ќе се рехабилитира автопатот Скопје-Тетово. 79 години од бегството на политичките затвореници од затворот кај Црн мост во Битола. А на самиот почеток, традиционално да го проследиме обраќањето на протоиереј Драган Јорданов. Господу помолим сја. Господи Во името на Отецот, Синот и Светиот Дух. Амин. Во името на свештенството при Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица, до сите почитувани слушатели на Македонското радио Македонски глас, верници на Македонската православна црква, добро утро и добро се најдовме. Нека ни е за многу години денешниот ден. Драги браќи и сестри, еве денес го празнуваме познатиот светител, посебно во западниот дел од нашата татковина Република Македонија, светиот и славен великомаченик Фанури. Оваа прилика сакам да искористам да позборуваме малку за големината и значењето на овој светител. За светиот Фанури, овој прекрасен Господов подвижник и непобедлив маченик, не знаеме од каде доаѓа, ниту кој му биле родителите, ни пак знаеме во кое време живеел, а не можеме ни точно да се определи во времето на кој владетел пострадал. Неговото житие е комплетно изгубено. Она единствено што го знаеме е тоа дека кога агарјаните го освоиле познатиот остров Родос, заземајќи го поради нашите гревови, новиот владетел на островот Пос житие се изгубило. Она единствено што го знаеме е тоа дека сакал да ги обнови бедемите на градот кои биле разурнати од претходните обсади. Во близина на тврдината постоеле неколку разрушени живеалишта кои биле напуштени бидејќи блиску до старата тврдина агарјаните собирале камења од руините за сопствените градби. И така се случило. Додека го ископувале и зајакнувале местото, откриле една прекрасна црква која била делумно затрупана во урнатините. Копајќи го подот на храмот, наишле на многу свети икони, сите распаднати и истрошени. Но иконата на свети Фанури била целосна и неоштетена. И уште повеќе изгледала како да е зографисана многу скоро. И кога овој свечен храм бил откриен, заедно со овие свети икони, архиерејот на тоа место, Нил, човек свет и учен, дошол и го прочитал надписот на иконата кој гласел Свети Фанури. Светецот на иконата е насликан на следниот начин. Представен е како млад човек, облечен како војник, држејќи во десната рака крст, а на горниот дел од крстот има запалена свеќа. Околу на иконата има 12 сцени од мачеништвото на светителот, кои го прикажуваат светецот испрашуван пред владетелот, потоа во средина на мноштво војници, кои го удирале со камења по устата и по главата, потоа растргнат на земјата додека војниците го камшикувале, потоа слечен гол додека мачителите
му го расцепуваат телото со железни куки, следува сцената каде е затворен и повторно застанат пред владетелот, па горен со свеќи врзан за справа за мачење, фрлен меѓу диви зверови, притиснат од голема карпа, застанат пред идоли држејки в раце жарен јаглен, додека еден демон во близината плаче и жали, а на крајот Свети Фанури е представен како стои исправен насреде пламени јазици, а неговите раце се кренати кон небото. Од 12 сцени прикажани на иконата, светиот владика сватил дека светителот бил маченик. Потоа веднаш испратил барање до локалните владетели, барајќи од нив да му дозволат да го вознови разрушениот храм, но тие го одбиле барањето. Поради тоа владиката сам отпатувал во Константинопол и таму добил одлука која му возможила да ја обнови црквата. Откако ја обновил, таа се наоѓа во истата состојба и денес надвор од градот. Од тогаш црквата станала извор на многу чуда, од кои овде ќе опишеме само едно за корис на многумина кои го сакаат и цената овој светител. Во времето кога островот Крит немал православен епископ, ами римски папски бискуп бидејќи бил под венецијанска власт, истите венецијански власти одбиле да им дозволат на православните да хиротонисат епископ по смртта на старите епископи. Тоа го направиле со зла намера, бидејќи мислејќи во тек на времето да ги претворат православните во паписти или римокатолици. Ако православците сакале да ја избегнат оваа одлука, морале да одат во Цитера. Се случило еднаш тројца ѓакони од Крит кои патувале кон Цитера да бидат ракоположени со свештеници од тамошниот архиреј. Откако бил ракоположени и се враќале кон сопствената земја, агаријаните ги заробиле на море и ги однеле на Родос, каде што биле предадени како робови на други агаријани. Новите свештеници деноноќно ја оплакувале својата несреќа. Но на Родос свештениците дознале за големите чуда направени од великомаченикот Фанури и веднаш почнале срдечно да му се молат на светителот, преколнувајќи го со солзи да ги ослободи од жестокото робство. А секој се молел посебно, без да знае што прават другите, бидејќи тие биле предадени на различни господари. По Божја промисла сите тројца добиле дозвола од собствениците да појдат во храмот на светецот. Водени од Господа, сите тројца истовремено пристигнале и паднале пред иконата на светецот, нажалувајќи ја земјата со поток солзи и молејќи го Свети Фанури да ги избави од раците на агаријаните. Потоа се разделиле малку посмирени и секој кај својот господар, надевајќи се дека ќе добијат милост. Така и се случило, бидејќи светиот се сожалил на нивните солзи и ги услишил нивните молитви. Таа ноќ Свети Фанури им се јавил на агаријаните, кои биле господари на заробените свештеници, и им наредиле да им дозволат на Божите слуги да одат и да му служат во неговиот храм, ако не сакаат на ужасен начин да бидат уништени. Но агаријаните, мислејќи дека тоа е некое волшебство направено од свештениците, ги оковале со вериги и ги направиле нивните страдања уште неподносливи. Великомаченикот Фанури потоа отишол кај свештениците, ги ослободил од оковите и ги охрабрил, велејќи им дека наредниот ден на некаков начин ќе ги ослободи. Потоа се појавил пред агаријаните и строго укорувајќи ги им рекол: ако утре не ги пуштите вашите слуги на слобода, ќе ја дознаете силата Господова. Велејќи го тоа, светецот исчезнал. И ете чудо, во истиот момент, од најмалите до најстарите кои живееле во тие куќи, ослепеле и се парализирале, измачувани од најужасни болки. Но иако приковани во кревет, со помош на нивните роднини, тие размислувале што да прават и на крајот решиле да ги повикаат заробените свештеници. И кога пристигнале тројцата несрекни свештеници, побарале од нив да ги излекуваат ако можат, а свештениците одговориле: ние ќе го молиме Господа, нека биде неговата волја.
Но светецот третата вечер повторно им се јавил на агарјаните и им рекол: ако не пратите во мојот дом писма за ослободување од робството на свештениците, вие не ќе имате ниту здравие, ниту светлина кој ги барате. Тогаш тие повторно се посоветувале со своите роднини и пријатели и секој господар посебно составил писмо за ослободување на својот роб и истите тие писма биле однесени пред иконата на светителот на Свети Фанури. И чудо, дури и пред да се вратат, оние што биле испратени во храмот, слепите и парализираните оздравеле и восхитувајќи се ги ослободиле свештениците и пријателски ги испратиле во нивната татковина. Свештениците, откако направиле копија од иконата на Свети Фанури, се вратиле дома, потоа секоја година побожно го славеле споменот на светителот. По молитвите на светиот маченик Фанури, нека нашиот Господа Исуса Христа не помилува и спасува сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Готов е зиданиот дел од портата на црквата Света Екатерина во Тетовско Стенче, а за да биде целосно готова, потребно е да се изработаат врати од ковано железо. Црковниот одбор им благодари на сите кои даде придонес за изградба на портата и ги повикува верниците за донации на вратите. Црквата Света Екатерина почна да се гради 2013 година, а беше осветена на 18 септември 2022 година. Dojde den od jazda zaminam, tuđina, zemlja dalečna. Gradi me, grutka stegnala, majka plače, bolna postela. Gradi me, grutka stegnala, majka plače, bolna postela. Se gde da si pojdeš, no doma da si dojdeš, pusta pečalba, pusta tuđina, zapusti pari prokleti, rodno mesto ostavi, rodna kuća tatkova, majka mila, najmila.
Исуса. Marketing Сонце од твоите руси коси. Покрај веќе познатите тулумби, баклави и разни други сладкарски производи и секако највкусниот бурек во Америка, во Атко сега можете да се снабдите со разновидни вина од Македонија, од познатите винарии Бовин и Тиквеш. Во Атко секој ден има свежо печено јагнешко, а за викендите и прасничко печење на паунд. За вашите семејни прослави и други прилики можете се да порачате на телефон 586 739 6690. Врвна услуга и директна достава на нивните специјалитети до вашите домови. Вредните собственици на Атко со задоволство ќе ве услужат. Атко се наоѓа на 21-та милја и Хейс. Повелете во Атко. Звезди се кријат. Гробиштата Guardian Angel ви ја представуваат нивната православна градина каде се почитуваат православните традиции и ритуали. Сите гробови се свртени кон исток, а има голем простор за семејствата и фамилијата и кандила се дозволени преку целата година. Гробиштата Guardian Angel се лоцирани на само неколку минути од центарот на Рочестер. Придружете им се на вашите парохијани и посетете ги гробиштата Guardian Angel, каде детално ќе ве запознаат со рекламните цени кои се во тек до крајот на оваа година. За сите детални информации и состанок лично со вас, јавете се на 800 275 9574 во Guardian Angel Cemetery. Маркетинг чекаме, за да дојде денот ние да се семеме. И тој ден ни огреа, радост донесе, срца наши денес ние ке крунисаме. Сите нека пеја, сите нека играт, нека се опијат, ваква свадба никој до сега не правел, нека ја забавдат. Еднаш вака ставам, еднаш вака правам, пари ја снежам. Сега само дајте, тугнете, ајде, еднаш јас живеам. Свирачи да не престанат, да ни свират дури гости не се изморат. Сите нека пеја, сите нека играт, нека се опијат, ваква свадба никој до сега не правел, нека ја забавдат. Еднаш вака ставам, еднаш вака правам, пари ја снежам. Сега само дајте, тугнете, ајде, еднаш јас живеам.
samo dajte, ljubete, ajde, naš jaz živeam, naš jaz živeam. Македонија. Македонија. Навистина сум изненадена од носењето на измените на кривичниот закон. Воопшто не знаев дека се спремаат такви измени и како долгогодишна судика од кривичниот суд, секако дека не се согласувам со вакви измени на казнениот законник. Поготово не за вакви кривични дела, изјави на новинарски прашања претседателката на Уставниот суд Добрила Кацарска, која присуствуваше на одбележувањето на Денот на независноста во градскиот парк во Скопје. Сепак јас би кажала и нешто друго во тој поглед. Ако досега судиите имаат донесено пресуди по сите тие предмети, се сомневам дека ќе имаше вакви измени на казнениот законник. Според овие измени, според она што го читам во медиумите, бидејќи јас не ги работам тие предмети, секако дека ќе има застарување на поголем дел од овие предмети што се во кривичен суд, но не знам кои се и колку, бидејќи јас не ги работам. Во поглед на моите предмети, јас имав неколку предмети од специјалното јавно обвинителство и истовремено го работев и предметот за нападот во собранието. И сите мои предмети не само што се правосилно завршени, туку се и завршени и со вонредни правни лекови и пред Врховниот суд и таму се потврдени пресудите. Затоа и реков, ако судиите имаат донесено во меѓувреме пресуди, се сомневам дека ќе дојдеме во ситуација да имаме измени на кривичниот законник, одговори Кацарска. На прашањето каков е нејзиниот став што овие измени се донесоа експресно, а дел од законите па и изборот на уставни суди се закочени во комисиите, Кацарска одговори: навистина сум фрапирана како тоа се донесе закон без никаква обструкција, дури ни од опозицијата, а од друга страна веќе 2 години и неколку месеци не може да се изберат судии на Уставниот суд, не може да се комплетираме. Што значи, таму каде што им одговара на политичарите не се прават обструкции, така се тера. Таму каде што сакаат да прават обструкции, може да ја блокираме државата. На прашањето за дадените изјави во јавноста од страна на правници кои го оправдуваат намалувањето на затворските казни, Кацарска вели: јас не се согласувам со таква изјава. Не можеме ние да имаме само благи казни, а конфискацијата дали ќе успееме да ја спроведеме или не, затоа што оние кои го прават финансискиот криминал се многу интелигентни и итри во тој дел, а во поглед на високите казни имаше критики, ако се сеќавате за пресудата за 27 април, дека сум дала драконски казни. Но што правиме кога имаме слична ситуација и во Америка, каде што се дадени повисоки казни за упад во Капитол Хил? Таму има повисоки казни и од 22 години, 19 години, што значи во рамките на моите казни. Ние не може да поистоветуваме висина на казни, конфискација и така натаму, вели Кацарска. Sviri majstore, nešto za srce. Ova večer do zabajle da upuvame. Ajde majstore, ludo neka je. Ovoj ću mus da se pamti, da i ostane. Nina na sviri silno, ej, razvali opa, ipa, opa, 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 Nina na igrajmo me, razveseli me. Opa, 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 Nina na sviri silno, ej, razvali opa, ipa, opa, 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 Nina na igrajmo me, razveseli me.
nešto imam, će ti dam, a onda ti je. Sviri majstore, noć da naša je. Sviri duri, živa voda, ne se stvori me. Opa, 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 Nina sviri silno, ej, razvali opa, pipa. Opa, 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 Nina, igrajmo me, razveseli me. Opa, 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 Nina, sviri silno, ej, razvali opa, pipa. Opa, 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 Nina, igrajmo me, razveseli me. Nina sviri silno, ej, razvani opa, ipa. Opa, 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 Nina, igrajmo me, razveseli me. Opa, 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 Nina, sviri silno, ej, razvani opa, ipa. Opa, 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 Nina, igrajmo me, razveseli me. Советот на општина Тетово на 19-тата седница изгласа одлука со која се одобрува јавно-приватно партнерство за собирање и депонирање на смет. Општината претходно спровела тендер на кој избрана фирма од Словенија да ја врши оваа услуга. На тендерот му претходеше и физибилити студија за оправданоста на јавното-приватно партнерство. За најповолен понудувач се избра компанијата Субермахер од Словенија, услуги за заштита на животна средина со седиште во Мурска Собота. Предмет на договорот за воспоставување на јавно-приватно партнерство за собирање и депонирање на комунален отпад на целата територија на општина Тетово до депонијата Русино, која се остварува како јавна набавка. Целите што треба да се постигнат со доделување на договорот за јавно-приватно партнерство е интегриран систем за управување со отпад кој ќе биде ефикасен во однос на отстранување на целиот отпад, намалување на количините и да се отстранат опасностите по животната средина, изјави Бесар Дурмиши, председател на Советот на општина Тетово. На седницата мнозинството од Советот усвои заклучок со кој се одобрува на општината да прави уште физибилити студии за оправданоста за формирање на повеќе јавни приватни партнерства, за изградба на административна зграда на општината, како и за изградба, реконструкција и управување со аквапарк во спортско-рекреативниот центар во Тетово. Опозицијата реагираше на потребата да се гради аквапарк. Изградбата на аквапарк се покажа како промаштена инвестиција поради финансиска неразумност. Затоа се сомневаме дека за овој чин се крие корупција и единствена цел на градоначалникот е да создаде финансиски извор за компанија блиска до движењето Беса, изјави Лиридон Диша од Демократската унија за интеграција. Во Тетово се направи базен по сите европски стандарди од страна на владата на СДСМ, меѓутоа, што вели една поговорка, ние што сме направиле, тие не можат ни да варосаат. Така ќе биде и во случај со овој нов базен. Нешто што има да се прави друго не е во ред. Тоа е трошење на парите на граѓаните, изјави Глигорije Стојановски од СДСМ. Советничката група на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија побара општината да одвои по 3000 денари за секое прваче во рамките на општина Тетово, пошто беше одлучено да се направи координација околу можноста за реализација на оваа идеја.
Kini sada oda, kini sada oda, kini sada oda, ovom bel na gosti, ovom bel na gosti. Ojdu durde, ojdu, ojdu durde, ojdu, ojdu durde, ojdu do belata češma. Do belata češma. Se nada počina, se nada počina, se nada počina, voda da se napija, voda da se napija. Abero mi dojde, abero mi dojde, abero mi dojde, vrni se nevesto, vrni se nevesto. Momčeto ti dojde, momčeto ti dojde, momčeto ti dojde, doma ne te najde, doma ne te najde. Tuku mi te najde, tuku mi te najde, tuku mi te najde, u majka na gosti, u majka na gosti. Pjus na beli rci, pjus na beli rci, pjus na beli rci, plni bele žici, plni bele žici. Lele jaska žlna, lele jaska žlna, kojke mu jada di belata promena, sosevda pravena. Neka mu jada di, neka mu jada di, neka mu jada di, Sonja Koljovica, Sonja Koljovica. Neka mu jada di, Sonja Koljovica, ja trva kiraca. Marketing. Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586 731 3367 или пак посетете ги на 50551 Van Dyke во Shelby Township. Семејствата на Вуџек и Калкатера им служат на народот на Детройт веќе подолго од еден век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред.
Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586 826 8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586 677 4000. Маркетинг. С нощите пратим на вода керко, кој ти ги скршил спомените. Темнина беше невидо мајко, но сина беа не позна. Беше либето, давај ме, мамо, за него не, зар сама ќе дам по него. Чекај, причекај, Čekaj, Herkule mele, barem da dojde brato ti. Bratot mi pošol ne došol lele, crni otaber mu došol. Ću dam po nego, davaj me, mamo, za nego lele, zar sama ću dam po nego. Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген.
Владиниот прв вице-премиер Артан Груби, министерот за транспорт и врски Благој Бочварски, заменик министерот Беким Реджепи и директорот на јавното претпријатие за државни патишта Еју Прустеми и директорот на јавното претпријатие за одржување на магистралните и регионалните патишта Коста Динацевски извршија увид на рехабилитација на автопатската делница А2 или од Скопје до Тетово. Според нив, ова обнова на коловозната лента и поставување звучни бариери е дел од инвестицискиот циклус на владата за изградба и модернизација на Европскиот коридор 8. Рехабилитација на делот од коридор 8 или автопатот А2 Скопје-Тетово се прави со буџет од 7,5 милиони евра. Има рехабилитација на најоштетените делови. Очекуваме овој дел да се заврши во октомври. Направивме увид на поставените звучни бариери кај општина Сарај во должина од 1650 метри. Звучни бариери има поставени и на дел од коридорот 10, односно 1770 метри кон Куманово. Ги исчистивме сите автопатишта, работиме активно со косење трева. До сега имаме искосено 1.930.000 квадратни метри трева и имаме вкупно собрано 650 кубици смет. Да апелирам да внимаваме и да ја чуваме животната средина на автопатиштата, изјави Еју Прустеми. Министерот за транспорт и врски Благој Бочварски рече дека се работи на рехабилитација и на повеќе патни правци. Сите овие активности се во насока на подобрување на квалитетот на нашата патна инфраструктура и во насока на подобрување на условите за патување на граѓаните. Работиме на рехабилитација и на две позиции на автопатот на коридор 10 од Демиркапија кон Неготино, но и од Катланово кон Петровец. 5 позиции на 5 гранични премини во моментов се рехабилитираат. Една е веќе завршена, на останатите се работи. Тоа се патните правци кон Бугарија, кон Косово, кон Грција, на патниот правец Битола, Меджитлија, Подмолје, Струга, Ќафасан и практично на сите страни од државата се работи со силна динамика, посочи Бочварски. Првиот вице-премиер Артан Груби истакна дека покрај рехабилитација на овие патишта, запатувањето низ државата ќе биде поквалитетно поради работата и на граничните премини. Денеска министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски го потпиша договорот кој е усвоен од страна на владата за воспоставување на заеднички контроли на границата со Косово, кај Блаце и кај Јажинце, со нова модерна методологија, која што е предвидена во ребалансот на буџетот, предвиден да се усвои од страната на владата. Ги заокружуваме во овој мандат сите најбитни проекти за државата, коридорите 8 и 10, граничните премини со Албанија, Србија и Косово, за поквалитетен живот на граѓаните и подобар економски развој, истакна Груби. Nemoj da me kaniš jano na večera, jade sumbre pela jano i prejade. Nemoj da me kaniš dušo na pijenje, pije sumbre srce moje i prepije. Ako smeješ pela jano pokani me, pa da umram bela jano ić ne žala. Ako smeš bela jano pokani me, lele jano bela jano na ljubenje. Ke ti ljubam beli grad i Kunavici, pa da umram bela jano ić ne žala. Šetanje, cel sve su pošetaljano i prošeta. Nemoj da me kaniš dušo na muabet, ako spori toj što gori, ke izgori. Ako smeš bela jano pokani me, lele jano bela jano na ljubav.
ljubenje. Kad ti ljubam Beligrad i Kulavici, pa da umram Belajano, ić ne žala. Ako smeješ Belajano, pokani me, Lelejano, Belajano, na ljubenje. Kad ti ljubam Beligrad i Kulavici, pa da umram Belajano, iš ne žala. Ako smeješ Belajano, pokani me, Lelejano, Belajano, na ljubenje. Kad ti ljubam Beligrad i Kulavici, pa da umram Belajano, iš ne žala. Pa da umram Belajano, iš ne žala. Marketing. Maxis Deli е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Maxis Deli е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши наручки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Maxis Deli можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така Maxis Deli ги продава своите приватни заштитни знаци Maxis Meats, Градина и Сонце. Maxis Deli се наоѓа на 4160 15-та милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Повелете во Maxis Deli. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан. Marketing. Ti bela dano, koji ti gi dade
srce si otvori. Kade li si sega daleko od mene, što mi stori dano, đavo da te zeme. Nekomu si radost, nekomu si taga, a na mene samo gorka laga. Nekomu si sreća, nekomu si radost, a na mene bela danost, samo gorka mladost, a na mene bela danost, samo gorka mladost. Општина Битола ја одбележа 79 годишнината од бегството на политичките затвореници од Централниот областен фашистички затвор во Битола. По тој повод на местото каде што некогаш се наоѓал затворот во близина на Црн мост, свежо цвеќе положија заменик градоначалникот на општина Битола Бојан Стојковски, председателката на Советот Габриела Илиевска и советници од Советот на општина Битола, како и представници од Сојузот на борците. На 6 септември 1944 година се случило бегство на политичките затвореници од Централниот областен фашистички затвор во Битола, каде што биле затворени политички затвореници од целата битолска околија. Фашистичкиот воен суд во Битола изрекол казни на над 250 учесници во народно-ослободителното и антифашистичко движење. Над 50 од нив биле осудени на смрт со бесење, над 20 биле осудени на доживотна робија, а другите на временски казни со строг затвор од 1 до 20 години. Соочена со поразот на фашистичката власт, управата на затворот 3 дена пред капитулацијата на Бугарија била приморана да дозволи да се отворат затворските порти и околу 120 политички затвореници избегале од него. По бегството од затворот, сите политички затвореници успешно се вклучиле во завршните операции на македонската војска за конечно ослободување од окупаторот. Ја обележуваме оваа годишнина како сеќавање на хероите кои несебично ги дадоа своите животи за слободата на Македонија.
verno da ljubiš 9 godini, koliko je teško verno da ljubiš, rana na srce mi ostala. Почитувани слушатели на Македонското радио Македонски глас, со катчето за најмладите ќе ја завршиме и оваа емисија. Овој пат со можеби најраскажуваната приказна за деца – Црвенкапа. Ви посакувам пријатен ден. Браќата Грим. Црвенкапа. Си беше еднаш едно мило и убаво девојче, кое секој би го засакал штом би го видел. А неизе баба ја сакаше така, што не знаеше како да му угоди на детето. Еднаш бабата и подари едно капче од црвено кадифе, кое на девојчето толку убаво му стоеше, што тоа не сакаше ништо друго да носи. Заради тоа, девојчето го нарекоа Црвенкапа. Еден ден мајка и рече: еве ти, Црвенкапо, еден колач и едно шише со вино. Однеси ги на баба малку, нека се подкрепи, оти е болна и слаба. Појди веднаш додека не припекло сонцето. Кога ќе бидеш надвор, оди внимателно и не скршнувај од патот. Можеш да паднеш и да го скршиш шишето, па на баба ништо да не ја однесеш. А кога ќе стигнеш во нејзината соба, не заборави да ја кажеш добро утро, бабо. И немој да дзиркаш наоколу по собата. Се ќе исполнам како што треба, мамо, одговори Црвенкапа и ја подаде раката на мајка си. Бабината куќа се наоѓаше надвор од селото во шумата, оддалечена на половина час одење. Кога Црвенкапа дојде во шумата, таа го сретна волкот. Не знаеше дека е волкот лошо животно, па не се ни уплаши. Добар ден, Црвенкапо, ја поздрави волкот. Добар ден, волку, одговори таа. Каде одиш толку рано, Црвенкапо? Одам кај баба ми. А што носиш под скутинчето? Колач и вино, вчера ги испековме, па и баба ми малку нека се подкрепи. А каде живее твојата баба, Црвенкапо? 15 минути одовде во шумата, кај 3 големи даба. Таму е куќата зад лесковата жива ограда. Веројатно знаеш, му објасни Црвенкапа. Младо, нежно суштество, на вистина добар залак, попријатен ќе ти е и од старата. Треба итро да постапиш и обете да ги зграпчиш, си мислеше волкот, одејки покрај Црвенкапа. Одеднаш тој рече: Црвенкапо, видиш што убави цвеќиња има наоколу, зошто малку не ги разгледаш? Ми се чини дека ти воопшто не слушаш како пеат птиците. Одиш некако сама за себе, како да одиш на училиште. А колку е весело овде во шумава. Црвенкапа погледна наоколу, па кога виде сончевите зраци се поигруваат низ дрвјата и кога ги виде убавите цвеќиња околу неја, си помисли: ако на баба ми ја однесам една китка цвеќе, таа ќе се израдува. Имам време, уште е рано, ќе стигнам на време. И таа скршна од патот и потрча во шумата за да набере цвеќе. Кога ќе скинеше еден цвет, трчаше понатаму, мислејќи дека таму ќе најде уште подобар и поубав. И така, таа одеше се подалеку и подалеку во шумата. Волкот, меѓутоа, отиде кај куќата од бабата и затропа на вратата. Кој тропа? Праша бабата.
Црвенкапа, ти донесе колач и вино, отвори. Стисни ја само кваката, викна бабата. Јас сум премалена и не можам да станам. Волкот ја стисна кваката, вратата се отвори и тој тргна право кон постелата и ја изеде бабата. Потоа ги облече незините алишта, ја стави на глава незината капа, легна во незината постела и ги тргна завесите. Црвенкапа трчаше под свеќињата, па кога набра толку што не можеше да ги држи во рацете, таа се сети за бабата и поита кон неа. Се зачуди кога виде дека е вратата отворена. Кога влезе во собата, неизе и се стори нешто необично и помисли: Господе, колку ми е денеска тешко на срцево, а инаку колку сакам да бидам кај баба ми. Воздивна и викна гласно: Добро утро! Но не доби одговори. Потоа се доближи до постелата, ги тргна завесите и гледај, во постелата баба и ја навлекла капата на лицето и сета беше чудна. Еј, бабо, колкави ти се ушите? Подобро да те слушам. Еј, бабо, колкави ти се очите? Подобро да те видам. Еј, бабо, колкави ти се рацете? Подобро да те фатам. Ама, бабо, зошто ти е таа страшна муцка? Подобро да те изедам, викна волкот, скокна од постелата и ја проголта Црвенкапа. Кога волкот се најаде, пак си легна во постелата, заспа и силно загарчи. Покрај куќата минуваше еден ловџија и си мислеше: колку ли грчи оваа стара жена, треба да видам што и е. Тој влезе во собата, но кога се доближи до постелата, го виде волкот. Зар довде дојде, стар грешнику? Одамна те барам, викна ловџијата и веќе сакаше со пушката да истрела, кога се сети дека волкот сигурно ја голтнал бабата, а таја се уште би можела да се спаси. Заради тоа не истрела, туку зеде една ножица и започна да го сече стомакот на волкот. Неколку пати засече и виде како светна црвената капа. Тој засече уште неколку пати и девојчето излезе од волкот. Ох, колку се уплашив, весело извика Црвенкапа. Колку страшно ми беше таму внатре. Тогаш излезе и старата баба и таја беше уште жива. Одва и дишеше. Црвенкапа донесе камења, со нив го наполнија волкот и кога тој сакаше да избега, камењата го притиснаа и тој падна мртов. Сите тројца беа задоволни. Ловџијата ја одра од волкот кожата, бабата се најаде од коладжот и се изнапи вино, што го донесе Црвенкапа, и пак оздраве. А Црвенкапа умуваше: повеќе никогаш не смееш сама да скршнеш од патот и да трчаш низ шумата, кога мајка ти ќе ти забрани. Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген.